Почитувани граѓани, бракот е заедница исклучиво помеѓу еден маж и една жена. Така било и така треба и да остане. На Македонија не и требаат експерименти со истополови бракови или посвојување на децата без родители од страна на двојки од исти пол. Без никаква дебата и без никакви аргументи, власта, предводена од СДС и ДУИ, на јавноста вчера кукавички и го подметна предлогот за легализација на хомосексуалните бракови, кој може да биде вовед во идно овозможување на посвојување на деца без родители од хомосексуални двојки. Граѓаните не гласа за истополови бракови или отварање на можност хомосексуални двојки да посвојуваат деца. Ваквите законски измени ги нема во своите програми ниту СДС, ниту ДУИ, и затоа ние цениме дека е подмолно, постизборно да се подметнуваат вакви законски решенија. И да се разбереме, ВМРО-ДПМНЕ нема ништо против индивидуалните слободи и изразување на сексуалната определба, се додека тоа е согласно со закон. Според Законот за семејство, член 6, вели: бракот е со закон уредена заедница на живот на маж и на жена, во која се остваруваат интересите на брачните другари, семејството и општеството. Односите помеѓу брачните другари се засноваат врз слободна одлука на мажот и на жената да склучат брак, врз нивната рамноправност, меѓусебно почитување и заемно помагање. Македонија е традиционално општество каде се негуваат семејните вредности. Предлогот на пратеникот од владеачкото мнозинство сам по себе е спротивен на волјата и на ставот на огромното мнозинство на граѓани за брак како заедница на еден маж и на една жена. Традиционалниот брак како заедница на еден маж и една жена во Македонија го поддржуваат и македонци, и албанци, и срби, и турци, и власи, и роми, и бошњаци, и христијани, и муслимани, и сите останати верски и етнички заедници. Истовремено, последнава недела, иста група на активисти и сајтови блиски до СДС и парламентарното мнозинство се преполни со изјави за релативизирање на педофилијата, дефинирање на педофилите како маргинализирана група и признавање на истополовите бракови заедно со посвојување на деца од хомосексуални двојки. СДС и ЗАЕВ треба да го испорача тоа што им го вети на граѓаните, а не да ги изигруваат граѓаните и да реализираат ветувања дадени пред некој друг.